Нашиот панел денеска, кој што е покровител Хак банка, вели имам идеја и сакам свој бизнис. Она што ви треба е ветра во грб. Каков е чекор по чекор патот до успешна бизнис приказна, кои се пречките на патот, на каква поддршка и финансирање на мали бизниси, жени предприемачи можеме да сметаме. Јас сакам мал еден вовет да дадам пред да почнеме да разговараме. Рекав дека овој панел ќе биде малку поопуштен. Нема да сме толку стегнати, затоа што имаме едни прекрасни жени во моето присуство, кои што имаат прекрасни приказни позади нив и пред нив. Од идеја до реализација. Тука денес сме за сите оние на кои што им треба ветра во грб, а тоа сме сите ние во одреден дел од животот. Хак банка со кампањата Иднината е светла ни ги доближи овие инспиративни приказни и ги нарече со право локални хероини. Секогаш се поврзувам и работам со брендови само во кои верувам. Хак банка е еден од нив и токму затоа сум и денес дел од овој панел. Со огромно задоволство ја прифатив оваа покана да бидам модератор токму на нивниот панел, а верувам дека кај вас пробуди убаво чувство моментот кога свативте дека некој ја препознал вашата работа, на вас ви се обраќам, да, и сака да бидете дел од нивната кампања, особено кога се работи за светла иднина за сите нас. За почеток сакам само на кратко да ве представам, а потоа вие ќе кажете дел од вашата приказна. Катарина Георгиевска, собственичка на Ранчо Иванчо на Ката, гостинска куќа за селски туризам во село Морани, општина Чашка. Верувам дека веќе повеќето од вас знаат која е Ката. Денеска кога ја видов во тоалетот на хотел Хилтон и реков: "Ката, здраво, како си?" Она се збуни како: "Од каде ја познам?" Ката веќе сите та знаеме за тоа што Хак банка направи една одлична маркетинг кампања за не само за вакви жени, туку и за вакви мажи. Ката, повели и раскажи твојата приказна. Добре ни дојде. Добре ве најдов. Ви посакувам... Да, може аплауз слободно. Да не биде срамежлив. Неизмерно убаво се чувствувам овде во моментов и не знам што друго да кажам, освен благодарам, едно големо благодарам за сите оние кои што ја препознаваат мојата досегашна работа. И сега како почна приказната накратко, јас сум по природа екологист. Значи, она што цел живот уште од мало дете сум сакала, тоа е некаков престој во природа. Сум трчала да собирам пеперотки кога бев дете, нели? Тоа ми беше многу интересно. Собирав инсекти, мушички, одгледував растенија. Кога пораснав поголема, сето тоа малку повеќе се го спроведував на поинаков начин, учев биологија, завршив биологија како факултет и цел живот работам повеќе од 20 години заштита на животна средина. Меѓутоа, живеам во град, родена сум во Скопје, живеам во град цел свој живот. Сепак има нешто што ве влече назад во природата. Извини, ова беше многу интересно. Значи, Ката е една градска скопска девојка, нема куќа во Морани добиена од баба и од дедо, па затоа, како го одбра токму Морани и како се префали, беше ли тешко од градот да отидеш во село? Не, воопшто не беше тешко. Значи, се што човек сака, нели е лесно. Тешко е да се направи нешто кога не сакаме. Значи, ова се обидувам во моите разговори да вклучувам и разни пораки. Така треба, за тоа сме денеска тука. На луѓето. Значи, буквално се што сакаме да направиме, вака може да се случи. Верувам сте слушнале сите за книгата Алхемичарот на Пауло Коелјо. Кога нели доволно е човек нешто многу силно да сака и вселената ќе се мобилизира сето тоа да го оствари во определен момент кога е најдобро за тој човек. Па така веројатно бидна и со мене, оти кога многу си посакував така еден живот во природата. Да напоменам дека имам патувано доста по светот, по разни места. Сум спиела од во вреќа под дрво, нели, па до најлуксузни хотели, како овој тука што сме сега. Значи, на најразлични места, во шатори, значи, на планина, покрај море, покрај езеро, и така натаму. Најубаво ми е тоа спиење под дрво што го имав. Тоа е нешто најубавото што можев да го доживеам. Тука сме најблиску со природата, претпоставувам, затоа и се чувствуваш. И сега тоа враќање кон природата назад беше всушност јас еден ден ќе работам селски туризам. Јас не го викам рурален, тој рурален не има македонски збор. Јас изборувам на наш домашен јазик, значи селски туризам. Тоа значи живот во село, тој концепт во светот е доста познат, значи се реализира, не е нешто ново.
Ново е можеби кај нас, бидејќи особено последниве 2 години, пак ќе морам да ја споменам пандемијата, тука доживеавме ние бум на домашниот пазар. Инаку тоа што јас патував по цела земја, си го одбрав селото Оморани како едно привлечно место, интересно, зошто ја располага со сета неопходна минимална инфраструктура, нели вода, струја, пристап, пат. Блиско е до автопатот, каде што поминува доста, имаме доста интензивен сообраќај и поминување на гости од аспект на туризам кога гледаме. И да, чиста природа, таму немам индустрија. Значи, еден од ретките незагадени краеви во нашава земја, во Македонија. Се живее традиционално. Во тој крај не гледам планови за развој, како што е во Скопје, например, или Скопје масовно се шири, се гради, сите сакаат во Скопје да дојдат да живеат, така на мене ми одговараше да најдам место кое што нема таков интензивен развој. И токму тоа го одбрав затоа што постои во светот една таргет група, една целна група на луѓе кои што точно се во потрага по вакви места. Значи, едноставно не сакаат од градот. Сега ќе се надоврзам на претходнава сесија, на претходниот панел, кога беше спомнато, мислам дека беше тоа инструкторката по јога, која што рече, да, ова е дигитализацијата е нешто што сме ние нонстоп на телефон, ќе бидеме и на лаптоп, и нема бегање веќе од тоа. Сега, кај нас, знаете кој доаѓа? Истите тие луѓе кои што велат, вау, па ми треба 1, 2, 3 дена да дојдам и да немам ни телефон, ни интернет, ни луѓе да не видам, и кога ќе седнат и кога сами, нели тие не се осамени, туку се сами, без масовно присуство на луѓе, кога ќе погледнат во небото, во дрвцето, во цвеќето, едноставно сите луѓе кои што дошле, фидбекото на повратната информација од нив е, па јас овде нов живот доживеав, се препородив. Да наполнат батерија буквално, да, без телефонот да го наполнат. Сега, што се треба да се направи за некој да дојде и да го почувствува тоа, тука е бизнис идејата, нели? Беше ли тешко како бизнес идеја? Верувам дека многу луѓе околу тебе ти велеа немој, тоа не може да успее. Често пати најдуваме на и од блиските кои што мислиме, сам секако не мисла добро, меѓутоа често пати немој, ама ова, ама она. Ти многу сакаш тој избор, ама тоа ми спомена пред малку. Да. Тоа е многу точно. Во мојот случај, јас имам она најблиското семејство, тоа е сопруг, деца, нели? Кои што воопшто не рекоа ништо против таа моја идеја. Значи, сите овие години како што ја развивам куќата, како што го развивам цел тој објект, никој од нив немаше ништо против. Добро, девојчињата имам јас 2 ќерки, кои што кога беа помали вли во оние тинејџерски години беа, мамо, во село, не можеме само во село да одиме. Порелјаво е. Па кој ќе ти доаѓа кај тебе во село, па не знам што, меѓутоа се помина таа возраст и сега се многу горди и самите тие на сето она што го работиме и секако учествуваат во бизнисот. Секој со свој домен што може да работи. Меѓутоа, многу добивав интересни, да кажам, реакции од останатата околина. Уште на сам почеток, кога ги правевме градежните работи, реновирање на куќата, тоа беше многу макотрпна работа, многу е полесно да изградите нова куќа, она што го викаат гринфилд инвестиција, отколку една ваква стара селска куќа изградена 1935 година и вие да ја целосно да ја реставрирате, да ја реновирате. Тука сакам да кажам, ама човек за да го направи тоа треба да има сон. Значи да знае да сонува со отворени очи, да си замислите. Сега, например, една група колегите од факултет ги донесов на излет да видат јас што тоа ќе се занимавам во иднина, што ќе правам. Така да после тоа трачевите беа со женама ништо да не е во ред. Значи, како ова ова Би било чудно ако не кажат такво нешто. Во ова село, тука, нели, во ова, мислам, видите какво е, како во 19 век, ова, тука се замислува рурален селски туризам нешто. Па кој ќе дојде тука? Мислам, да, доаѓаат. Амбасадори,
обични луѓе, нели? Буквално е тепачка за место, за посета. Кој повеќе посетува, наши или странци? Видете, до пред пандемијата, најмногу 95% од гостите беа странци. Преку Booking.com, најмногу преку таа платформа работиме, си имаме и веб страница, Facebook, Instagram, значи овие дигиталнава технологија ја применуваме, така што многу е лесно да се дојде до нас, да се резервира, контакт има, постојано одговараме на пораки. Меѓутоа, од пандемијата, од пред година и пол-две навака, претежно ни се домашни гости. Не претежно, туку исклучиво домашни гости. Дојдовме на ред и ние, значи. Да, така што затоа велам ние на домашниот пазар дури од минатата година го доживеавме бумот и тоа беше бидејќи знаете како пандемијата многумина ја доживеа, сите знаете, угостителскиот сектор најмногу критикува фактички за сите мерки кои што се во оваа пандемија. Ние сме угостителски сектор, меѓутоа ние имавме невиден пораст. Така да едноставно треба да имате доверба, што сакам да кажам, зашто го кажувам ова, и да се поврзам на зборчето ама. Тоа ама, ние го викаме сврзник во македонскиот јазик и идејата му е да поврзе два сегменти од една реченица. Значи, ама, многу често, психолошки гледано, ние не го користиме доброто избор. Ние, поединците, секој од нас. Зошто? Еве, сите запрашајте се сега, тука една мала вежба нека имаме во просторијава, кога ќе сакате нешто да направите и само ќе си речете, ама кај јас тоа, или ама кај што ќе речат за тоа, ама не сум убава, предогледало кога ќе застанам и ред слични работи, и тоа ама ви ја прави целата препрека на одењето напред или на она што Халкбанка го нарече светла иднина. Значи, човек што го користи ама во секоја втора реченица, ама во негативна онаа конотација да се спречи самиот себе си да расте, тој човек нема светла иднина. Значи, тој ќе цупка во место, ќе стои, барам нема изговори, раст значи, на само со ама. бизнисот и така натаму. И мене од тој аспект, кога ми се јавија од Халкбанка, Тоа беше моето следно прашање. Како беше чувството, дека нека препозна твојата работа? Да, и кога ме поканија за да бидам еден од тие херои во нивната кампања, па потоа следува прашањата, нели, како фокусот, како ќе што ќе викам, па ова е феноменално добро за во етерот, во тој универзум, нели, во вселената да испратиме, да си испратам јас всушност повторно една добра порака за тоа како понатаму со каква светла иднина ќе оди мојот бизнис. Мислам, тоа е апсолутно нешто во кое што ние треба да веруваме. Да потенцирам, се работи за мал семеен бизнис. Значи, ние не сме фирма, не сме ни регистрирани како фирма, бидејќи селско домаќинство може да работи согласно законот за угостителство, само регистрирани во општина, како физичко приватно лице. Така што тој мал семеен бизнис придонесува, нуди работа на сите четворица еве во семејството, нуди приходи за сите четворица во семејството. Тоа е она што нас ни треба. Нас не ни треба фабрика или не знам колкаво богатство. Заедно сте на едно место, заедно работите и сте во допир со природата и среќни. На крајот денот. Велам, заедно сте, целото семејство, заедно работите, на крајот денот сте среќни и поврзани поблиско со природата. Да. И секој придонесува, всушност, кога разговараме што да правиме, што да понудиме, каква понуда да направиме, сите учествуваат во тоа, се размислува заедно, секој придонесува со својот талент, со своето знаење. И се дружиме, да, и се смееме, се радуваме. Оти најубаво вие кога ќе дојдат гостите, вие не знаете тоа кое е задоволство и кога ќе ви кажат навистина е многу убаво. Многу сум среќен овде. Се чувствуваат како дома, претпоставувам дека тоа сите гости го кажуваат. Па веројатно, да. Пријатно. Да. Кога ќе ни кажат знаете, ќе ви кажат странци, например, сме биле во многу луксузни хотели по Европа, ама ова не сме го доживеале. А не дека ранчо на Ванчо и на Ката, чекај сега, ме буни секогаш има. Ранчо и Ванчо на Ката, да. Мора после да не кажеш името од каде, меѓутоа малку да им дадеме збор. Веќе 6 сати јас сум во гужва со Мозеков. Следната моја гостинка денеска е Софија Дацева. Има само 27 години и веќе 3 компании. Аплауз, ова стварно заслужува аплауз. 27 години, 3 компании, од кои 2 во Македонија.
и една во Англија, преку кој планира да создава нови иновативни производи за кои како суровини користи нуспродукти. Во моменти кога светот се соочува со пандемија и предизвик, како да продолжиме да живееме и да оставиме што помал еколошки отпечаток, идејата која води Софија напред е свет со нула отпад. Незината компанија Vice Group работи на преработка на комија која е остаток од производството на вино во мултифункционален адитив за производи од прехрамбената индустрија. Што е всушност Vice адитивот? Извини, прво представи ми се. Можеш да им се представиш како што сакаш ти, не јас како што те представувам. Во ред, тогаш би почнала од самиот почеток на кратко. Значи, пред да дојде Vice адитивот, дојде сладолед од вино, што се вика исто така Vice, скратено од Wine Ice Cream. Идејата ја добив уште во 2016 година, тогаш всушност студирав додипломски студии во Лондон по финанси и предприемништво. И од секогаш ме привлекуваше предприемништво. Многу ми се допаѓаше всушност процесот како еден обичен производ може да стане бренд и што се крие позади тоа и дека не е толку едноставно да направиш еден обичен производ бренд. И од тука од секогаш знаев дека и јас сакам да направам нешто слично, ми изгледаше многу предизвикувачки. И идејата за сладолед од вино дојде многу спонтано, љубител сум на двете состојки, верувам дека многу од вас исто така се. И едно лето седев, си имав вратано дома и си помислев зошто не би ги комбинирала двете состојки во едно. И првично ми ја кажав идејата на мајка ми, бидејќи седев со неја за кога ја добив, и таа ми рече, ај, размисли за финансии малце повеќе. Ама, всушност... Дали тогаш што се јавија Халк? Кога ти го помисли тоа, универзумот ве поврза? Се шегувам. Се уште беше рано, се уште никој немаше слушнато за оваа идеја што имав, меѓутоа со тек на време таа идеја едноставно остана во мене. Си мислев, прво нешто што направив е отворив на интернет и проверив дали има нешто слично во 2016 година и сватив дека всушност нема. Единствено нешто што беше сладолед што има вкус на вино, меѓутоа не го задржува алкохол од натре. И си помислив, доколку јас би направила нешто вакво, сладолед кој би го задржал алкохол од натре, тоа би било многу иновативно. Меѓутоа тогаш беше само така замисла. И понатаму добив и понуда во секторот за финансии во Англија, но како што реков, таа идеја цело време беше во мене, како подсвесно цело време размислував на тоа, не размислував на финансии. И си реков, јас сакам многу да го пробам ова, затоа што финансии ќе можам повторно да работам доколку не успеам, но сметам дека ништо нема кочи да пробам и дека ќе зажалам доколку не пробам. И им кажав на моите, јас сериозно размислувам да правам сладолед од вино и ќе одбијам понудата во финансии. Моите ми рекоа да сакаше да правиш сладолед толку многу, ќе ти купевме камионче за сладолед наместо да те пратиме на студии. Меѓутоа продолжив и се запишав потоа на магистарски студии на Универзитетот Варвик по иновација и предприемништво, конкретно со оваа идеја да развијам сладолед со вино, да го развијам целиот процес. Тука се соочив со голем предизвик, бидејќи идејата беше во различните точки на мрзнање на двете состојки. Односно, точката мрзнање на сладолед е 0 степени, додека точката мрзнање на вино е минус 18 степени. И си кажавме дека единствен начин ова да се оствари всушност е да се покачи точката на мрзнање на виното на 0 степени. И морам да кажам дека многу учев, имав огромна поддршка и од други луѓе блиски, многу блиски луѓе кои беа научници, еден од нив е всушност позади таму. И тие ми помогна пред се да најдеме начин како да се развие. Универзитетот исто така многу огромна поддршка добив од него и вложив многу труд и многу учев и сама. Браво. Морам да те прашам дали мораш да дегустираш цело време константно вино, сладолед, да видиш заедно како одат посебно. Да, и ми беше смачен еден период, не ми се веќе толку омилени овие состојки, ама да. И се сеќавам во 2018 година се вратив овде во Македонија.
бидејќи во Англија всушност доби толку голем замав овој сладолед од вино, како што почнав да зборувам за идејата, одеднаш станав низ целиот факултет, а универзитетот е многу голем, има 30.000 ученици. Сите ме знае како девојката со алкохолниот сладолед. И дури еднаш добив награда, тоа ми беше првата награда што ми беше баш ветер во грб, беше многу мала и ја искористивме за тестирање на сладоледот на кампус. И многу беше интересно што всушност дури новинарка од BBC беше дојде и рече сакаме да напишеме статија за ова е многу кул. Меѓутоа, за жал, тогаш не бевме спремни, па беше како со идејата, не можеш да доставиш нешто конкретно, потоа уште бевме на почетокот. Потоа одлучив, бидејќи видов огромен интерес, всушност и универзитетот, а дополнително и британската влада ме поддржа со специјална виза, стартап виза, кога ги завршив студиите, за да можам да продолжам со идејата, да, и за да може да продолжиме со ова, да се оствари и да може полесно да се продава на нивниот пазар, да немаме никакви препреки. Така ја отворив и компанијата таму. Понатаму, тука кога се вратив, добивме прв грант од Фондот за иновација и технолошки развој и го направивме производот до предкомерцијализација. Минатата година, пред COVID, пандемијата, ја добивме првата инвестиција. И тоа беше навистина шокирачки, бидејќи само што започна пандемијата, јас добив инвестиција, тоа значеше да изградиме цела фабрика од нула, која сега конечно изградевме, морам да кажам. И тоа беше многу тешко, бидејќи ја градевме од сам старт и посебно за мајки во предвид дека фабриката и машините требаше да се пренаменат за да може да се направи тој сладолед со вино. И сега конечно во февруари 2022 година ќе влеземе во Тинекс и ќе може да го пробате. Тоа беше прашањето, кога можеме да го пробаме конечно тој фамозен сладолед? Да. Во однос на адитивот сега конечно, сакав да имам поголем импакт. Си помислив многу интересно сладолед со вино, меѓутоа некако како се чувствував како да немам доволен импакт. И одговорност према природата, дека треба нешто да направиш за доброто. Да, бидејќи мислам дека е сечја должност да допринесе кон одржлив развој и кон природата. Мислам посебно кон одржлив развој. Тоа го чувствував како должност од секогаш сум била загрижена. И едноставно си реков, морам јас да придонесам на некој начин. И многу беше интересно, имавме посетен винарија и таму всушност го видов комињето, видов што се случува со него, потоа истражив, сватив дека останува неискористено и сватив дека првична идеја ни беше да го ставиме во сладоледот и да видиме каков ефект би имало. Меѓутоа понатаму дознавме дека е толку корисен и има толку хранливи материи што може да се направи производ сам по себе. Значи, сакам да ги мешам концептите на одржлив развој со профитабилност и сметам дека сите треба да го прават тоа кога формираат бизнис. Одлична порака, тоа го прави токму и Халк банка како компанија. Морам да споменам сега кога спомна природата Халк Еко, тоа е една одлична апликација која што сите оние кои што сакаат да спортуваат, да се качуваат по планини како мене и такви некои работи со природата, дури може да добиваат награди како компанијата. Собираат бонус поени, да. Да, може, ова е Маја Гогоска, она е представник од Халк банка, тука да не кажем малку повеќе за кредитирање на мали и средни предпријатија, меѓутоа еве може за Халк Еко ако сакаш некој збор два веќе начнавме таа тема. Здраво на сите, ќе бидеме кратки бидејќи времето веќе ни е одминато. Се надеваме дека ќе задржиме вниманието до крај. Халк Еко е одлична апликација што имаме сите достапни на мобилните телефони, односно собирање на поени од трчање, пешачење, возење велосипед. Со тоа добивате поени кои што може да ги искористите како награди во банката. Дополнително тоа бенефит ќе биде да кажам и намалување на каматните стапки на кредитите што ги користите во банката или зголемување пак на каматните стапки на депозитите што сте како продукт во исто така во Халк банка. Во однос на малите и средни предпријатија, микро, мали и средни предпријатија, Халк банка врши сегментација на предпријатијата врз основа на одредени критериуми кои што утврдени во официјалните сметководствени документи, но грижата на предпријатијата без разлика дали се работи за микро, мал, среден или голем клиент е иста. Односно
ние се водиме под мотото важни се луѓето и важни се нашите клиенти и сегментацијата ја правиме само поради регулатива што не е задолжителна во банката. Таму вклучуваме висина на годишен промет што се остварува во предпријатието, големината на активата, бројот на вработени и слични критериуми. Во однос на поддршката на микро и малите средни предпријатија, Халк банка има каталог на производи кој што редовно го ажурира, го обновува согласно потребите, ситуацијата на пазарот, конкуренцијата и вклучува новини, промени и поделбата на кредитите ја врши исто така врз основа на потребата на клиентите. Најчесто најосновна поделба е на краткорочни и долгорочни кредити, односно кредити наменети за основни или обртни средства, тековно работење или некои поголеми инвестиции, кажано на нашки. Да, веќе ми ги знаеш прашањата, ми ги одговори прво, второ, трето, сите заедно, ама не е проблем, не знаев за Халкеко апликацијата дека помага во однос на кредитите, сега ќе почнам повеќе да трчам, тоа сум сигурна, ако не помага и намалам. Да, и доста е голем бенефит, бидејќи и мотивира и помага во однос на финансиската, да речем, поддршка во однос на намалувањето на каматната стапка. А во исто време и во намалување на нашите килограми, затоа што треба да направиме некоја физичка активност за да биеме некој бенефит. Во ова време на предизвици и неизвестности, како Халк банка се постави кон своите бизнис клиенти? Кои мерки беа превземени за бизнисите во услов на ковид пандемија? Свесни сме дека позади нас е две тешки години, оваа криза се уште трае за жал и пробуваме да наоѓаме секакви начини да им помогнеме нашите клиенти, бидејќи голем дел од клиентите беа погодени, како што спомна приеска господја Ката, значи угостителството дел беше и тоа доста тешко погодено. Една од мерките што успеавме да им ја помогнеме, да им ја понудиме нашите клиенти, одложување на кредитните обврски за одреден период, со тоа што покажа како добар бенефит во однос на опстанок на бизнисот на долгорочен план, бидејќи ние доколку сме верувале нашите клиенти и сме одобриле одреден бизнис кредит или друг тип на изложеност, не значи дека кога им е тешко, дека треба да им го свртиме грбот, напротив, треба да им дадеме ветер во грбот и да им дадеме поддршка и во оваа пандемија, каде што некои се соочија и со стварно, да речем, трогателни приказни, изнајдовме начин со одложувањето на кредитите, друга солуција, комплетно разгледување на секој предмет поединечно и мислам дека успеваме во тоа да најдеме опстанок и се надевам дека ова ќе биде веќе крај на оваа тешка криза и дека следната година веќе со нови предизвици, со нови инвестиции и идеи ќе продолжиме понатаму. Вака пред него. Значи не треба, не знам како да ги препознаеме тие можности. И еве, на 14 февруари 2022 година, пред да се појават твоите производи во Тинекс, ќе организираме промоција и дегустација на новите вкусови кај Ранчо Ми и ги Ранчо читаш на Ката. мислите. Сакав да ја прашам дали Во ќе поддршка со има Халк банка. везија сладолед на твојот ранч. Одлична идеја. А истиот тој датум, сите што ќе дојдат, што ќе се извршат дегустација, ќе се инсталираат на мобилниот телефон Халки апликацијата и ќе се истрчаат кругче околу село и така ќе се добијат екстра поени. Одлично. Значи, А можеме да одиме и пешки до чашка? малку е подалеку. Тогаш многу ќе ни паднат каматните стапки, не. Во право си, Маја. Ова е прашање за Маја, ама може и сите да ми кажете по некој одговор. Што би им посоветувале на оние жени и девојки кои имаат бизнес идеја и сакаат да започнат мал бизнес, а не се во можност да земат кредит за компанија? На кој начин може да се финансира еден мал стартап? Значи, стартапите се кај нас малце, да кажем, дискутабилни, бидејќи некоја регулатива по која што се води банкарскиот систем во Македонија е малце ограничувачка и е така покрута, да кажем, но може да се изнајде начин во однос на поддршка и на стартап бизнисите, посебно, да кажем, секоја успешна идеја и секој успешен проект кој што е нацртан и опишан во еден бизнис план, за нас како банка представува, да кажем, идеја за развивање на производ и знаење на начин за да го поддржиме тој. Дали тоа ќе биде преку кампањи, дали ќе биде тоа преку некои кредити на физички лица или некоја слична солуција кај што може банката да се најде. Значи постои начин, само ни треба некоја добра бизнис идеја, посебно кога дојде од страна на женскиот пол, малце феминистички звучи, но реално уште повеќе се радуваме како Одлично жени, звучи.
Така да можеме да најдеме начин, бидејќи доколку навистина веруваме, најпрви тој што ја создава идејата, а после понатака и ние како банка веруваме во успешните идеи како што се овие две приказни. Затоа што важни се луѓето. Важни се луѓето. Да, може и вие да одговорите нешто ако имате во однос на сите оние кои што сакаат жени да започнат свој бизнис. Некаков совет им дадете? Па, искрено, во однос на финансирање, јас сметам дека за почетокот, иако многу луѓе сметаат дека финансирањето е проблем, за почеток не ви треба за да започнете идејата финансирање. Може да започнете идејата на било каков начин со многу малку или воопшто средства. Имено тоа се вика minimum viable product, нели, може да се направи. И дали првично сметам дека треба да се тестира таа идеја пред да се уложат средства во неа. Кога ќе ја тестирате идејата, така ќе биде полесно и потоа дали да добиете финансирање за истата, без разлика дали тоа станува збор за кредитирање, дали станува збор за инвестиција, дали станува збор за грант, зависи нели од видот на идејата што имате. Но првиот совет што би го дала, кога имате некоја идеја, споделете ја. И тоа споделувајте вирално и тоа што е можно повеќе. Кај нас има еден стереотип дека идеите не треба да се споделуваат, туку треба да се чуваат за себе, бидејќи може некој друг да ја украде. Јас сметам дека тоа не е точно. Зошто? Бидејќи доколку идејата е доволно добра, нема да биде толку лесно истата да се украде. А доколку идејата е прерасно да се украде, во тој случај не е доволно добра и можеби подобро би било времето да го инвестирате во друга идеја, што кога ќе ја споделите нареден пат ќе добиете фидбек дека е многу добра, дека звучи интересно и дека дури да не е иновативно да кажеме нешто или нешто што би се патентирало и така натаму, секогаш го имате и моментот на first mover advantage, односно вие сте започнале први, вие сте го направили истражувањето први, вие сте вложиле многу повеќе труд и веќе друг кога ќе се појави конкурент, ќе знаете дека вие сте многу пред него и нема да може да ве стигне. Ти благодарам. Одлични совети. Ката? Да, јас не знам од каде да почнам со советите. Еве, не мораш од финансирање, почни од идејата без ама. Јас би почнала со самодовербата. Мислам дека самодовербата е клучна за да се еден човек, една жена, да отпочне бизнис. Ние се уште живееме во едно традиционално општество, иако работите одат напред, се помрднуваме, ама не толку брзо како што тоа се случува во еден капиталистички свет кој што е цело време капиталистички свет, значи кој што не поминал период на социјализам. Јас мислам дека во наше општество ние од еден феудализам директно сме летнале во социјализам, го испуштивме капитализмот, а тоа е неминовно. Значи ние мора да поминеме низ таа еволуција. Јас како биолог, значи знам што е еволуција, не може да се летне наеднаш да се стане нешто, мора сите патчиња да се поминат, сите лекции да се научат. И нашите жени фактички, сега генерално зборувам, нели, иако тоа се менува, често пати нема доволно самодоверба за да отпочнат нешто самите, па ќе ја озборуваат, па ќе зборуваат за неа, видеа, нели, што прави, како го прави ова, седи си дома, чувај си ги децата, готви си, нели, биди си домакинка. Претежно многу често такви муабети слушате, но тоа не смее да не обесхрабри нас жените. Значи, тоа едноставно, знаете како велат, од едно влезе, од друго излезе, или воопшто не го ни слушате, не се осврнувате вие на такви муабети. Така да, важно е она што го сонуваме како идеја. Спомна дека цело време, ти како рече, во мене тлееше таа идеја. Јас многу слушам другите што зборуваат и си ги ловам така ти идеите и сето тоа се вика искуство. Значи, не може да кажам, мојата идеја е најдобра, јас најдобро работам, туку цело време ги слушам другите што зборуваат и она што ми се допаѓа, го меморирам во хард дискот, нели? Тоа е добро за бизнисот на секој човек, да си ги меморира тие работи и да си ги обработува. И сега кога ќе дојде до тоа, ај нешто да започнам,
Значи, не дозволувајте било кој да ве обесхрабри. Секако добар бизнис план, добра идеја, добро размислување, рационално, објективно, трезвено, математички подкрепено на крајот на денот. Позитивна личност. Да, ама и да го подкрепите и да е сето тоа објективно реално, пак има едно јас на моите девојчиња така им велам, имаш овде ѓаволчето и овде ангелчето. Сега кој ќе превагне, Преовлада. ангелчево или ѓаволчето? И ако му дозволиш на ѓаволчево да биде погласно, нема да отидеш напред, нема да мрднеш да го направиш чекорот, ќе си останеш да стоиш во место. Втора работа. Тоа е стереотип да се мисли дека цел живот ќе работиме едно те исто. Јас учев биологија, врска немам од работа во лабораторија. А требаше да работам во лабораторија, биохемичар сум. Сега што требаше да кажам? Се откажувам да кукам по дома, таков е животот, таква е државата, нема работа за биохемичари. Значи, не сум тој тип. Никогаш тоа не го помислив. Значи, клучен е позитивен мајндсет. Да, значи, што можам да правам, нешто не можам, што можам да правам. Значи, тоа е прашањето. И на тоа размислувам секој ден кога се туширам. Вие дали кога ќе влезете да се туширате еднаш во денот, дали си размислувате вака, што можам да правам, идеи, што можам да имам, нели? Јас пеам обично кога се туширам, не слабо размислувам. Се шегувам, затоа цел ден И пеењето размислувам. е добро, и тоа носи еден ги отвара чакрите, нели? Носи Да. позитивен еден дух. Така да, ова се тие неколку елементи кои што треба да ги имаме во предвид и само напред, само да се оди напред. Нормално да се биде свесен целосно за јас ти ги нарекувам ситуации. Не ги викам проблеми, луѓето сакаат да го користат зборот проблем имам. Не, јас немам проблеми, имам ситуација и сега чаре. Што правиме сега? Брзо, так. Значи, таков е бизнисот. И многу Добро, е просто. со зборот проблеми се става малку тежина, дека треба да се жалиме дека ни е нешто тешко. Да, јас викам предизвик. Имам нов предизвик сега. Одлично. Да. На ова сакам да се надоврзам само дека освен официјалните документи што секако како банка ги бараме, оној директен контакт со клиентите што секогаш ни е информација плюс и доста ни дава подетални да кажам работи и информации и податоци однос на споредбено со документите, ни е многу битен и како банка, директниот контакт, средбите со клиентите, постојаните мониторинг, следење, посетите на терен, ни се, да речем, клучен за да доживееме 10 години успешна Халк банка јубилеј. Се надевам дека и 100 годишна ќе доживеете. Затоа што ни требате. Дали заврши Ката? Да, да се надоврзам, ова ниво на самодоверба е многу значајно, пак кога ќе дојдеме до овој момент на барање на финансии, ако ни се потребни, дополнителни, или? И јас немав собствен капитал, сум земала кредит од банка, па сум го исплатила. Па сега имам идеја за нови инвестиции, за проширување на бизнисот. Отимам јас во селото, си купив уште 2 парцели, треба да ги да ги разработам, па си спремив апликација за ИПАРТ програмата, тоа се оние европски пари што се преку ИПАРТ програмата, си поднесов, ама си отидов во банката и така се запознавме со Маја и си ја представив идејата, реков ќе ми треба кредит, јас не можам самостојно ова да го изведам, едно 45.000 евра така, и многу убав разговор си направивме. И после тоа Маја ми кажа дека сум била доста инспиративна и за нив, 2 колешки беа што ме слуша. Јас кога отидов на состанокот, јас не знаев тие што ќе ме прашуваат. Нели ме прашувавте какви приходи имам, од каде приходите, колку приходи, банкарски а во прашања. семејството друг дали работи, ве сега да не ги издавам кои се прашања ќе ви ги постават. Ама јас си седев вака најлежерно, нели си одговарав, си Си правевме дојдов ја да си муабет. побарам 50.000 евра. Да, и си стекна А што слика. да не? Види, пред 10 години да требаше да земам 50.000 евра од банка, ќе бев смртно уплашена. Еве, да признам. Значи, затоа велам, јас ова го кажувам од собствено искуство.
личниот пат, и тоа е она што мислам затоа и овој форум тука и ова Така е. нели конференција, да си ги пренесеме личните искуства и да се охрабриме едни со други. Пазете, многу е важно да си даваме охрабрување и поддршка едни со други, а не да ги сметаме, чекај конкуренција и да се плашам. И ништо не правите од бизнисот, ништо немате ако се плашите. И Така, здраво е да имаме конкуренција. Да, здраво е да имаме, туку напротив, точно тоа што го кажа колешката е здрава конкуренција и да, јас сум во предност. Сега, додека другиве луѓе веќе ме гледаат и ми се јавуваат луѓе непознати, нели не се знаеме, ќе ме прашаат, абе, дали ќе сакаш да ни кажеш, сакам и ја размислувам нешто таков бизнис да отворам, а нема проблем, ќе седнеме кафе, ќе спиеме, секи им кажам, по 2-3 часа поминуваме. Сите цаки им ги кажувам. И на крајот, па добро, нели ти е вака тебе, ти како кажуваш, вика, нели не ти е страф од конкуренција? Не бе брат, повели, отиди во село, од Скопје, нели, пресели се, почни да работиш. Значи сите прашања сами ми ги одговоривте, тоа беше моето прашање, што е потребно за Македонија, за во Македонија преказите да има светла иднина. Материјални средства, храброст, поддршка од институции, од банки, што мислите дека е клучно? Или сите работи заедно? Во мојов случај, јас од институција не дека зависам од сама себе си, искрено да ви кажам. Значи, само доверба. Ката институција? И сега видите, мора Ванчо да го споменеме тука. Иванчо, тоа рече Маја сега, Иванчо. Ванчо мора да го споменеме. И, има една изрека, нели велат, зад секој успешен маж стои жена. Ама јас морам да кажам дека и зад секоја успешна жена стои маж. Во мојов случај. Апсолутно. Ден аплауз за Ванчо. Заслужи. Мислам дека, пошто сме последен панел, си дозволивме малку и да си го продолжиме, а мислам дека и на вас ви е убав овој разговор, се надевам дека уживате во овие приказни. За крај ќе морам да прашам уште едно до две прашања да бидеме кратки. Маја, едни планови за потек на нови бизниси на едни предприемачи? Сакате некакви прашања публиката или микрофон, доколку сакате некаква интеракција со публиката? Да, може. Па сега баш Маја треба да збори, така што можеш да... Повели, Маја? Континуиран развој на нови производи секако ни е, речам, потребен и секако тоа ќе продолжиме да го правиме во иднина, така и со идните предприемачи ќе можеме да ги опфатиме во чекор, да ги следиме постојано, нивните бизнис идеи се добре дојдени и формирањето на нови продукти, не само кредитни, бидејќи не е банката само кредитирање, имаме и други сегменти што ги опфаќаме, значи секој клиент си е различен по себе, потребата на клиентите, желбата, наречам развојот на бизнис идеите, инвестициите што се преземат, нормално моменталната ситуација во која што се наоѓаме, бидејќи во услови на криза моравме да менуваме некои планови како банка, така да следиме, значи како што се движи општеството, така се движиме ние како банка, брзи сме, растеме брзо, гледаме да ги модифицираме работите по потребите на нашите клиенти. Ти благодарам, Маја. Дали има некакво прашање од публика? Да. Сега ќе ви донесам микрофон. Повелете. Би ги поздравила двете храбри господи кои почнале со бизнис, затоа што јас имав неколку мои идеи до обработка на програм и не успеав да ги завршам зашто немав поддршка од семејството. Моето прашање до нив е од идејата која е најскапа работа во светот до реализација колку е потребно поддршката од фамилијата. Финансиите би ја прашала господјата каде се навоѓаат лично таја, пошто сега ја видов да препрашам, што ме интересира. Во суштина мислам дека голема поддршка треба од фамилијата. Идејата е скапа, ако ја купиш, ако ја продадеш, но реализацијата не е возможна без поддршка. Благодарам. Во однос на прашањето за финансиите, после завршување на панел дискусијата може да продискутираме, да размениме контакт. Јас сум од Халк Банка, од дирекцијата за поддршка на мали и средни предпријатија, од главната дирекција, зашто се што треба, тука сме расположени за да дадеме. Каде се навоѓате? Во Халк Банка дирекцијата во близина на Нова Македонија. Благодарам, Маја.
Во однос на поддршката од фамилијата, морам да признам дека многу е значајна, многу е важно тие што најмногу ги сакаш да те поддржат, бидејќи во спротивно и многу се чувствуваш на некој начин како да ги разочаруваш, можеби како да не идеш по вистинскиот пат. Но не секогаш, кај мене не беше така случајот од почеток, всушност кога јас се нафатив за оваа идеја, превземав многу голем ризик. Напуштив понуда за работа на многу добра позиција и одлучив да продолжам на магистарски студии исто така во Англија, што не беше воопшто мал чекор. Значи, да, ризикував доста. Меѓутоа си реков, ако не го направам јас ова сега, ќе ми биде многу жал, можеби, ако видам некој друг некогаш во животот да го направи. Аз сум можела тоа да бидам јас. Јас се водев од тука, покрај тоа што тлееше. И моите родители, тие не беа многу среќни, меѓутоа секогаш се велеа во ред. Ако не успее, веројатно ќе паметна, ајде да кажеме, се надеваме дека е доволно паметна да се најде нешто друго или да се снајде. И меѓутоа, како што јас, моите ја немаат таа визија што имав јас. И секогаш е така, не секогаш вашата фамилија не е дека ви мисли лошо, туку едноставно не секогаш тие имаат истата визија што имате и вие. Како што кажав со шегата, моите ја замислуваа како да продавам сладоледи од камионче. Значи, јас имам визија за бренд што би го имало во сите супермаркети во целиот свет и уште е таа визија, уште се водам по тоа. Тоа ми е цел, да го видам секаде, во секоја држава да биде. И како што растеше успехот, еден по еден, како што ја реализирав чекор по чекор, така се повеќе и моите родители станува поствртени кај мене и повеќе ме поддржува и евентуално им докажав дека е можно. И навистина сега многу ми помагаат и искрено не би можела и да бидам до каде што сум денеска без нив. Ти посакувам на вистина во многу брзо време во цел свет да се прошири. И јас би рекла дека да, поддршката од семејството е на вистина многу важна, ама ајде да си го поставиме и обратно прашањето. Што доколку семејството, окей, не ме поддржува? Еве го имаме тој пример. На почеток, нели, нејзините родители не ја поддржувале, таа е млада, нели, сметале дека нешто друго може да живее, да работи. Меѓутоа, во овој случај пресудна била нејзината самодоверба и одлука. Значи, иако навидум семејството не дало поддршка на почеток. Значи, секогаш ние треба да се запрашаме самите себе си, окей, јас со што ќе бидам среќна? Ако ги послушавам родителите, сопругот, сестрата, братот, нели, кој да е од семејството, или ако сепак си ја направам својата визија. Не дека сме ние, не знам колку посебни нешто во светов, меѓутоа, сите иновации во светот, свртете се на назад во минатото, во наука, во технологија, ги направиле луѓе кои што научници, значи така, Никола Тесла еве да го земеме. Не сме ние Никола Тесла, ама еве за пример да го земеме. Значи биле критикувани, биле омаловажувани, не ги сваќале луѓето што сакаат да кажат, да направат, ама тие си имале визија, тие го гледале тоа што просекот од луѓето не можеле да го видат. И затоа јас цело време ја потенцирам таа самодоверба. Ако јас верувам во таа моја идеја, во таа моја визија, да, окей, поддршката знаете како да не звучи сега малку шовинистички, ама кога ќе од толку многу работа да дојдам дома и маш ми Ванчо кога ќе ми спреми ручек, навистина сум благодарна. А нема да рече, аха, ти ќе работиш сега таму, јас ќе ти правам тебе ручек. Нели? И тоа е поддршка. Аплауз за тој господин одма да дадеме еден. Да, може само да што си сакав да те влезам? најавам, да, слободно. Затоа што ако не оставиш, ние можеме да помнак вака да се помоабетиме. Беше многу убаво, многу пријатно, многу инспиративно и се радувам за тоа. Јас немав идеја, мојот другар имаше, јас следев неговата идеја и сега имам свој бизнис и сега главата не знам каде ми е. Така е?
Добро. Апсолутно, исто и јас. Ама тоа се сладки маки, да бидеме искрени, се гордееме на секој успех, се гордееме на оваа профемина, на оваа конференција која што заедно со вас, нашата верна публика и читателки, направивме повторно да биде волку успешна, за што искрено ви благодариме од срце. И сега ајде да се радуваме, Ведрана ќе ми помогнеш ти. Колешки. Седни овде покрај мене да влечеме заедно, да се поддржуваме, зашто ќе има многу влечење, да имате трпение, бидејќи многумина кои што немаат трпение или си замина не се тука и нема да можат да учествуваат во оваа лотарија, но ајде ќе почнам прво со My Ion. Тоа е апарат кој што го подарува нашите пријатели компанијата Цептер. Станува збор за мал апарат кој што е за лична заштита во движење од надворешните загадувачи, па дури штити од микробите. Компактен, лесен, мал, тежи само 25 грама, што возможува да се носи секаде каде што одите, со модерен и компатентен дизајн, уникатен уред кој што е многу практичен и многу ефективен, моќен и тивок. Ајде да го бираме среќниот добитник на My Ion од на компанијата претходниот панел Цептер. рече Ана розова женска боја, а за мене нема женски и машки бои, па еве една сина. Ајде да видиме. Сега гледаш Иако и таму Ведрана има. на ливчето. Се Па шега. сега твоја среќа. Ирена Тодоровска. Ирена Тодоровска, честитки за Ирена. Нашата драга хостеса ќе ви го врачи подарокот и ви посакуваме среќа. Само што го спомна Ката Тесла и Тесла се појавува одма тука. Каков е универзумот? Да, Во кје се гледаш? е Тесла? Се е на во иновативен некој мод, што би рекле ние помладите, нели? Одиме со следниот подарок. Даваме Убавина и здравје ви подарува спортска облека од премиум брендот Кажу Бразил. Станува збор за најдобрите хеланки кои што можете да ги замислите, а 3 наши добитнички ќе си добијат такви хеланки. Ти ги имаш пробано, знаеш дека нема одлични подобро. се. Дали може добитник да ги добие? Тоа да прашам. Како мислиш добитник да ги Па добие? не? мислам маш. Може, ќе си ги подари. Да, да Па ги како, подари ќе си некој. ги подари на... Милан Попов е добитник на оваа награда, ако е тука. Еве го Милан Попов во женска варијанта. Повелете Милан Попов. господјо Милан Повелете Попов. Милан Попов. И- Нема предрасуди, тоа се може со коса, со секако. Ванчеко. Така е, па сега 3, така? 3 треба Да, да излечеме. уште Добро, двајца. уште едно жолто. Стојановска. Снежана е валјда? Снежана. зошто? Не, таму е сопруга, ние... Ја знаеме, Нека го бидејќи покаже една од Милан. учесничките, односно од покровителите, да. Не замерувајте, господјата е легитимно избрана. Благодариме, господјо. Ние гарантираме за регуларноста, знаете дека не би дозволиле. Снежана Стојановска или Стојанова? Па, важно е тоа. Ајде да Стојанова видиме. или Стојановска? Стојанова. Снежана Стојанова. Ајде. Одиме понатаму. Тамара Стојкова. Тамара Стојкова, еве Тамара Стојкова, добитничка на уште еден пар хеланки од О, брендот колешката Кажу моја од Бразил. Канал 5. Да, таа е Тамара, исто со новинарка. среќа нека ти е. А и веќе носи многу добри хеланки, ама вие се уште подобри. Влечи нови Ведрана, добитници. Дали реков Ведрана Ѓорѓеви ќе ги добив? Ведрана Ѓорѓе. Дали е легитимно? Ќе ги поклона моите на некој друг. Веднаш. Речемо одма уште едно. Не смееме да прифатиме да ги добиеш, иако си играла. Значи ама се да... шегував и прв пат добивам подарок и баш ми е жал. Не. Земи го. Не. Јас сум Не, да не, го не. земеш. Не. Земи го. Веќе извлеков. Е, И да биде за следниот. ама иде следен подарок Ајде. тоа. Ведрана, Ви благодарам. земи си го подарокот, легитимно избран. Еве го моето ливче, повели. Благодарам. Влечи. Извлеков. едно Ајде, ливче, да, кој е следниот добит. подарок? Одиме со 9 ваучери за часовници и накид од брендот Божиновски, а ви ги подарува Убавина и здравје, односно ние одбравме за Девет, вас. Значи да 9 речем. добитници. Првата Одиме со што првиот. одлеко веќе е Марина Релушковска. Марина Релушковска. Не е тука, одиме веднаш на следниот. Сега Ајде. одма. Јасмина Ацковска. Јасмина Ацковска, дали е тука? Ајде. Тука. Ана Белевска. Ана Белевска.
Не се тука. Сара Панова. Сара Панова? Не. Ке потрае ова. Па знам, секогаш трае, ама Ако ги познавате, кажете им дека следната година повторно нема да добијат ако вака си одат. Миријана Блажевска. Миријана Блажевска, Сега. Ивана Јанева Попов. Не. Пак ти. па сега неизина среќа. Сега е незина среќа. Да, Да, Ивана. повели. Добро. Сега кој ми рековте сино? Сино да влечам. Розе? Сега Ајде. Розе. Се со порачки сега. Габриела Милановска. До сега само еден доделивме, така? Да не се загубиме Да, Магдалена Кузмановиќ. ништо. Добро. Дуковска. Нина. Ништо. Ама ова е само доказ колкава фреквенција на посетителки имавме, што е Димитар Таневски. Димитар. Еве го Димитар, честитки Димитар. Николина Димитриевиќ. Николина Димитриевиќ. Ништо. Две фатив. Розеви. Славица Магоцка. Дали сте вие Славица? Да. Браво. Одлично. Ова е трета добитничка, ако добро бројам, така? Добро. Весна Велевска. Еве и Весна. Четврта, уште 5. Ана Ангелова. Ана Ангелова. Сега па се розеви. Диана Пешевска. Диана Пешевска. Чекај, ајде, еве, повели. Сања Талевска. Подобро да не влечам јас. Исто ни се фаќа. Ај, па, Антонија Ристовска. си замина. Добро, можно ли е сите што ги излековте не се тука? Александра Здравевска. Вие сте... Епа, јас мислам дека е фер. Што велите? Александра Здравевска, цел... Честитки, Сите Александра. си аплициравме за наградите. Освен јас. Мила Петровска. Мила Петровска. Не е тука. Александра Здравевска. Добро, некој ставали по 2 пати. Еве, јас ки измешам. Силвана Зенговска Затуровска. Еве, ништо. Ангја, можно е, Алексовска. Ништо. Ајде да промешам малце. Ајде. Не знам веќе каква тактика да употребам, кажувате совет. Наташа Теовска. Докторка Наташа си отиде по панелот. Поздравија дека не доби награда. Да. Елена Јосифовска. Еве, Елена, честитки, Елена, ајде повлечи Требаше некој да нога. го разбија мразот. Која ни е поред награда? Уште колку имаме од... 4. Добро. Добра, ќе се воздржиме. Верица Влаинова. Верица Влаинова. Ништо. А може јас од доле влечем овие сабајле што биле ако си отишле. Славица Магоцка. Ма... Добивте? Значи се ставиле по 2-3 2 ливчиња. пати. Вака не играме. Се шегувам. Со шег. Со здравје да си ја користите. Некој се снаоѓа. Боцева Елизабета. Има? Тука е Боцева. Браво, честитки. Честитки. Уште две? Да, уште... Само да видам. Влечи слободно. Имаме Садија Амзај. Садија не е тука. уште 2 има. Валентина Распашковска. Ништо. Да, слободно ако сакаш Ајде, за да влечите, ти дека јас ги помогнам. отворам. Мила Раковиќ. Тука е Мила. Супер. Останува уште еден ваучер, така? Го доделуваме овој уште еден? Добро. Тоа е во
највисокиот износ. Овие беа исти во вредност од 50 евра, сега го доделуваме овој во износ од 100 евра. Јас извлеков Ана Јаневска. Дали е тука? Еве извлеков. Ива Угриноцка. Александра Здравевска. Се препознава. И ние ги запамтиме. Бојан Јовановски. Така е, среќа има. Бојан Јовановски. Да. Добро. Среќа. Кристина Гудеска. Ништо. Христијан Пет. Кристина е тука? Ајде, честитки, Кристина, повелете. Ох, чекај, имаме уште подароци. Имаме уште? Да. Добро. Сваровски ланче подаруваме сега. Ајде, да видиме која ќе биде. Надица Николовска. Не е тука Надица? Снежана Димковска. Честитки. Браво. Честитки, Таква Снежана. среќа треба да се чуе. Добро, сега имаме уште подарок ваучер од Фигурела, некоја специјална масажа за релаксација и разубавување и дополнително солариум со колаген, значи малку третман за разубавување од студиото На Фигурела. секоја жена ќе ја прија. Апсолутно. Зорица Здравевска. Еве ја, Тука Зорица. е. Добра. Имаме уште награди? Дали ги дадовме сите награди? Да, не грешам. Да, куќата од Халк сега. Не, Халк доделува 10 кредити без жерант. Се шегувам. Се шегувам. Се шегуваме, да, тие секогаш нека ни даваат вакви убави и мокни проекти кои што ќе поддржат жени и секако дека е добро. Виолета, заборавивме. Да, ајде, Има уште? одиме уште со 3 награди Виолета. Пакети со кои што си заминувате од тука за нега, за разубавување, за хигиена. Стојне Андоноцка. Еве, Браво, Стојне, Стојне. си заминува со полни раце. Маја Ѓоргиевска Ристова. Не е тука. Валентина Милошевска. Не. Александра Стојковска. Еве е Александра. Честитки. И уште еден последен пакет, така? Снежана Шипка. Снежана Шипка, да. Не е тука? Не. Добро. Дино Атанасов, како ги погодив од 10 мажи, сите 10 да ги прочитам. Има нешто. Некако изгледа мажите се лепат за тебе, не си ти виновна, драга моја. Нема да погрешат, изгледа има добар вкус. Па како, него како, знаат они кај се лепат, а сега... Тука е Дино? Тука е Дино. Добро, па Дино викни, гледаш, Биди погласен. се исплаши од ова последново што го кажавме. Не се секире, не оди ведрана со подарокот, не ти ја даваме. Ама мислам дека завршивме, така? Тоа е тоа. Дино, да бидеш прав домаќин. Ти благодарам на сите што бевте дел од Профемион и се надевам се гледаме и другата година. Да сте живи и здрави и само за убаво. Ајде.